Бугарските истражители ја затворија истрагата поврзана со автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 45 македонски патници. Вината за несреќата е вперена токму само во возачот. Дали можеби е тоа најлесниот и најбезболен пат, со што истрагата околу несреќата ќе биде и целосно затворена. Во ово издание на Трилинг, мој соговорник е магистар Трајче Латиновски, генерален директор на Бирото за национално осигурување. Добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов, поздрав до гледачите. Според вас, како директор на Националното биро за осигурување, кој ќе понесе штетата? Дали осигурителната компанија преку која се осигурани, односно осигуран автобусот, ќе понесе целата штета? И колкава е сумата која ќе треба да им биде дадена на патниците кои го изгубија животот? Односно на роднините на патниците. Од аспект на тоа, кој ќе ја понесе штетата, се разбира по сите правила, домашни и меѓународни, штетата ќе ја понесе осигурителната компанија која што ја има издадено полисата за осигурување, односно и зелениот картон, кој што е продолжение на полисата за автомобилска одговорност. Така да тука нема дилема дека жртвите од сообраќајната несреќа ќе бидат обештетени, соодветно ќе бидат обештетени. Се надевам дека нема да има никаков проблем во тој дел и од разговорите што имаме ние првично со наведување на тоа дека автобусот има зелен картон од осигурителната компанија Граве, која што е меѓународна осигурителна компанија во Република Македонија, нема дилема дека најсоодветно и најдобро ќе бидат обештетени жртвите од несреќата. Имено во вакви случаеви штета се надоместува на повредените, оние лица што беа повредени, колку беа таму 7, а исто така им следува надомесна штета на веќе починатите луѓе од несреќата, односно на нивните семејства, потесни семејства, татко, мајка, брат, сестра, сопруга, дечиња и така натаму и така натаму. Колкава ќе биде вкупната сума на обештетување кон патниците? Па не можеме во овој момент да кажеме колкава ќе биде сумата целосно за обештетување, тоа зависи од тоа колку луѓе ќе се пријават за надомесна штета на починатите, велам. Имено таму треба да може тоа да се предвиди и да се види колку ќе биде штетата, треба сите оштетни барања да се достават до осигурителната компанија и тогаш според критериуми, затоа што не е тоа единствена сума за секој штетен настан кој што ќе се поднесе во компанијата, зависи од повеќе елементи, од тоа дали жртвата колку е староста, вработен, невработен, оставали деца кои што понатака треба да бидат обештетени, сопруга, мајка, татко и така натаму и така натаму. Има соодветни критериуми за секој поединечно колку тоа следува, меѓутоа зависи од овие фактори кои што претходно ги кажав. Така да во овој момент не може никој тоа да каже колку ќе биде вкупната штета за обештетување на сите оштетни побарители на штета. Господин Латиновски, како е возможно автобусот на Беса Транс да бил осигуран, а да возел без лиценца? Тоа веќе не е во доменот на осигурителната компанија, имено тоа е во доменот на сигурно други институции. Тој автобус при самата регистрација на возилото мора, за да добие продолжување или регистрирање на возилото, треба да има и полиса за осигурување. Полисата за осигурување не зависи од тоа дали некој има лиценца, соодветна дозвола за работа и така натаму. Битно е да возилото, кога е регистрирано, било технички исправно, тоа го докажуваат станиците за технички преглед, и да има полиса за осигурување, односно доколку надвор патува, да има и соодветна зелена карта.
Очигледно најбезболното решение е вината да се лоцира кај возачот, бидејќи мртва уста, што се вели, не може да зборува. Но дали гледате сега, како директор, може би вина и кај сопствениците на автобусот? Јас во овој дел не можам ништо да коментирам, од причини што сепак е тоа техничка работа, специфична работа, која што треба да ја утврдуваат, како што рековме, истражителите и експертите од Република Бугарија, кои што го правеа увид, вештачења и така натаму и така натаму. Проценките за штетата ја прави исклучиво осигурителната компанија или можеби и вие како национално биро вршите некаков надзор? Секако сме вклучени како национално биро и ние, имено за да биде ова појасно за гледачите и да биде појасно пред се ако гледаат и луѓето кои што треба да добијат надомесна штета, постапката е следна. Имено, по добивање, званично добивање на извештајот за несреќата, во која што се констатирано како е дојдено, кој е виновен, кој автобус е изгорен со регистарски број и така натаму, тогаш ќе може осигурителната компанија сите барања да почне да ги обработува. Значи, луѓето кои што треба да поднесат барање за надомесна штета, треба да си ја приберат онаа документација која што треба да ја приложат, а тоа е пред се првично треба да се има извод од матична книга доколку се работи за починато лице, од матична книга на умрените, да се знае кој е тоа лице. После тоа треба да се има извод од матична книга на родени, доколку се бара побарување има за деца, извод од матична книга на венчани, доколку се работи за сопруга, извод од матична книга за родители, да се докаже дека се тоа родители. Тие документи барателите на штета може да си ги поднесуваат уште сега. За волја на вистината и покрај барањата на осигурителната компанија званично до институциите на Бугарија доставено за да се достави извештајот за увидот во сообраќајната несреќа, до денеска и ние имаме поднесено барање до Националното биро на Бугарија да го достави тој извештај. Ние до денеска немаме добиено званичен документ по кој што ќе може осигурителната компанија да почне да врши и пресметка и исплата на штетата. Што значи дека се додека не го добиете финалниот извештај од истрагата, не може да започне процедурата за обештетување? Така е. Не може да започне процедурата за обештетување. Имено ние пред 10 дена и повеќе можеби има некој пријавено штета во Република Бугарија, во Националното биро, и добивме од Националното биро такво барање. Процедурата е таква, до нашето биро го доставуваат, ние тие документи ги препраќаме до осигурителната компанија Граве, која што првично констатирано е дека е тоа нејзина одговорност и нејзина полиса и зелен картон. Меѓутоа, исто така треба Националното биро на Република Северна Македонија да конфирмира дека се работи за тој зелен картон, за тоа осигурување и за тој автобус према Националното биро на Бугарија. Ние не можевме да го конфирмираме тоа, бидејќи го немавме званичниот извештај од истрагата, односно од обвинителството на Република Бугарија. Господин Латиновски, врз основа на полисата ќе бидат обештетени жртвите, односно роднините на жртвите? Да, точно така. Затоа таа полиса за осигурување се вика осигурување од автомобилска одговорност према трети лица. Доколку дел од патниците имаат собствено патничко осигурување? Ќе го појасниме. Значи, во овој дел затоа се вели осигурување од автомобилска одговорност према трети лица и патниците се трети лица во автобусот и по основ на таа полиса им следува надомесна штета. Доколку патниците имаат други видови на осигурување, пример, имаат патничко осигурување, исто така следува одреден надомес по тоа патничко осигурување. Тоа може да биде и од друга
осигурителна компанија, не мора да биде од истата осигурителна компанија. Доколку има некој од патниците осигурување, лично осигурување на живот, исто така и по таа полиса следува одреден надомест на сума на осигурување. Почитувани гледачи, следите разговор со магистар Трајче Латиновски, генерален директор на Националното биро за осигурување. Господине Латиновски, речиси најголемиот дел од вашата професионална кариера ја минувате во осигурителниот бизнис. Претходно бевте менаџер во Триглав, Вардар осигурување и така натаму. Трет мандат сте директор на Националното биро за осигурување. Колку во овие услови пандемиски осигурителниот пазар бележи раст или можеби пат? Според одредени проценки кои што ги најдов тука, минатата година имало раст од 5,3%. Па, не само заради пандемијата. Морам да кажам малку пошироко. Се повеќе потребата од осигурување расте со така наречените глобални климатски промени. Ние сите сме сведоци дека можеби во последните 10-15 години тоа се повеќе се чувствува повеќе можеби во другите делови од светот, меѓутоа и кај нас исто така почнува тоа да се чувствува. Глобална климатска промена и она е што ни се случи минатата година со пожарите заради сушите, тоа е заради глобалните климатски промени. Глобалните климатски промени исто така допринесуваат за оние ризици што во Македонија се остваруваат, тоа е, да речеме, градот, поплавите исто така, и се повеќе расте свеста кај граѓаните, пред се да си го заштитат имотот, капиталот компаниите, меѓутоа со пандемијата исто така свеста на граѓаните исто така расте во делот на она што значи заштита на личното здравје, на личниот живот. И тука осигурителната индустрија во минатата година има голем пораст во делот на доброволното здравствено осигурување, кое што почнавме пред 5 години да се како производ нуди во Република Северна Македонија, и луѓето свесни за потребата од покривање на ризиците и покривање на трошоците кои што ги носат болестите, се повеќе го практикуваат ова осигурително покритие, односно овој осигурителен производ. Во земјава имаме релативно конкурентен осигурителен пазар. Каква е надлежноста на Националното биро за осигурување во делот на нелојалната конкуренција? Сведоци сме дека во последен период имаме транзитирање на дел од менаџерите од една менаџерска позиција во една од една осигурителна во друга осигурителна компанија. Па тоа транзицирање на менаџерите од една во друга осигурителна компанија не е ништо ново, но секој пат тоа е одлука на акционерите, се со цел да најдат поквалитетни менаџери. Можеби за едните менаџери е неквалитетен, за другите е квалитетен, кој што како нова вредност сепак ќе допринесе во развојот на осигурителната компанија. Точно е дека осигурителниот бизнис во Македонија е доста конкурентен со оглед на вкупната премија која што годишно се репродуцира, со оглед на големината на пазарот. Меѓутоа, ова се и предизвици, постои потенцијал за развој на бизнисот осигурување, со оглед на тоа дека ние уште сме на многу ниско ниво кога се споредува пенетрацијата на бизнисот осигурување во бруто домашниот производ. Значи, постои потенцијал да тоа се развија. Улогата на Националното биро во тој дел на нелојална конкуренција, ние сме надлежни во делот на осигурувањето на автомобилската одговорност, која што е со закон задолжителна. Во тој дел имаме ние ингеренции каде што ќе се појават такви случаеви, да ги соодветно санкционираме, да ги уредуваме. Исто така е во надлежност на она што значи за осигурување, односно гарантирањето за надомест на штетите преку гарантниот фонд кој што го има Националното биро за неосигурените возила во Република Македонија, кој што се уште е голем проблем.
И ние на годишно ниво Националното биро преку гарантниот фонд рефундира негдека околу 800 штети од неосигурени возила. Добро е тоа во законот што е регулирано дека неовисно дали е неосигуреното возило кое е причинило штетата на жртвата мора да се надомести. Латиновски, зошто има тренд на зголемен процент на нерегистрирани и неосигурани возила? Па, ова е прашање кое што често пати го поставуваме сите. Работиме на тој проблем со институциите во државата, меѓутоа се уште тој процент е доста висок. Морам да кажам за волја на вистината дека со она што почнувајќи од минатата година интензивната контрола која што прави Министерството за внатрешни работи, перманентно морам да кажам дека тој процент на неосигурани возила почнува да се намалува се повеќе и повеќе. Меѓутоа тоа е уште недоволно заради тоа што некој стандард европски е тоа да бидат не повеќе од 2 до 3% од вкупниот број на возила во Република Северна Македонија. Тој процент е доста висок, повисок кај нас, и се надевам дека ќе треба да најдеме, контролите се добри, меѓутоа ќе мора да се изнајде системско решение. Како? Да сите граѓани навреме, точно согласно законот како е утврдено, да си ги регистрираат возилата. Имено овака стојат некои, да речеме, перцепции кај луѓето дека одредени луѓе не ги регистрираат возилото, намерно или ненамерно, и дека се ставени во луѓето кои што во нееднаква положба. Секој тој трошок треба да си го планира. Имено како е законски тамо регулирано? 30 дена пред истекот, тоа законот добро го регулирал, 30 дена пред истекот на регистрацијата, а заедно со регистрацијата и полисата за осигурување, може граѓанинот да си го регистрира возилото, сепак не губи ништо, да си го планира буџетот, да го регистрира возилото во било кој период од овие 30 дена пред истекот, меѓутоа не губи ништо, осигурувањето, односно регистрацијата му важи од денот кога му завршува од претходната година. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и јас. Почитани речи, тоа беше магистар Трајче Латиновски, генерален директор на Националното биро за осигурување.